Да, денеска пристигнаа првичните понуди во однос на конкурентниот диалог за доделување на концесија за управување со регионална депонија во југоисточна Македонија. Пристигнаа 4 понуди од оние компании кои што останаа, да речеме, во игра, нели, кои што се заинтересирани да продолжат со процесот на конкурентен диалог. Тоа се АСА, ПОР и Страбак австријски компании и Катанцаро италијанска компанија. Значи продолжуваат, денеска ги доставија своите првични понуди, во кои што ги нудат првичните технички решенија и првичните финансиски анализи, да речеме, и податоци за тоа како ќе, нели, во однос на цените за управувањето со отпад. Ја разгледавме документацијата, значи комплетна е кај сите компании, детално е обработена, што значи дека комисијата сега во наредните денови ќе има доста работа, бидејќи се нудат концепти, не се идентични, претпоставуваме дека не се идентични, значи ќе треба да се споредат, да се анализираат, да се види што е најдобро за регионот, оно што се нуди најдобро како техничко решение, што се нуди најдобро како финансиско решение. Значи се работи за комплексна работа, комисијата ќе има неколку дена работа, пошто најверојатно ќе истапиме до јавноста и со едно соопштение да се каже какви се првичните насоки во однос на концептот кој што се нуди за регионалната депонија. Дали од после комисијата ќе одлучува по кој концепт ќе го замислува управувањето со отпадот на депонијата, па ќе продолжи постапката или веќе дефинитивно? Врз основа не е дефиниран концептот, значи врз основа на понудените решенија од идните концесионери. Ова е само првична фаза, значи ќе следи уште една фаза каде што ќе се доставува повторно. Значи втората фаза на конкурентниот диалог е поделена на две фази. Ова е првата фаза, сега се само првичните решенија, во дополнителната фаза и се значи недообработени решенија, значи се само концепти. Во втората фаза ќе се достават подетално разработени решенија, каде што ќе видиме конечно за каков тип на решение се нуди, каков концепт е, нели, и финансиски план за работа. Првично, дали овие компании нудат изградба на фабрика за рециклажа или пак за преработка на отпадот, не само за собирање и транспорт на отпадот? Нудат се, значи опфатени се, значи знаете дека концесијата оди со 3 лота. Значи не е само еден, првиот е изградбата на регионалната депонија, вториот е собирањето и транспортот на отпадот и третиот е затварањето на дивите депонии. Меѓутоа и првиот лот како таков не значи само изградба на регионална депонија, значи и намалување на количините на отпадот пред конечно депонирање на отпадот, значи рециклирањето како една од опциите е опфатено со понудите, значи не можам да ви дадам детали. Првичното прегледување на понудите покажува дека има и таков вид на податоци внатре, значи ќе знаеме многу повеќе од кога детално ќе се разгледаат понудите. Како прв човек на комисијата, кога реално може да очекуваме концесионер? Реално. Па ќе треба уште неколку месеци да поминат секако. Сега сме во втората фаза, имаме и трета фаза, така да се надеваме дека некаде можеби на есен можеме и веќе да зборуваме за конкретно нешто.